Робот што скија на Олимпијадата во Кореја, хуманоидот Софија што зборува за емоции, чувства и слично. Роботите се повеќе стануваат дел од животот на човекот. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Кои се предизвиците, поволностите, но и опасностите, ни зборува Небојша Трпковски, професор во Средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово, кој предава програмирање и практична настава во електротехничка струка, каде учениците ја изучуваат и роботиката. Да почнеме прво од нешто што се викаше индустриализација или автоматизација, или која беше идејата као почеток на роботизацијата, зашто човекот воведе алати, воведе механизација за да добие повеќе слободно време, за да роботите работат наместо него. Но сето тоа се злоупотреби за да се направи поголем профит и нели роботите најчесто ги заземаат местата на луѓето кои што може да се вработат. Од тука и скептиката на обичниот човек дека со воведување на вакви роботи тие ќе ги изгубат работните места, а со тоа и начинот на екзистенција. А многу научници говореле на оваа тема, докаде може да отиде вештачката интелигенција, односно докаде можат да стигнат роботите. Гледаме дека еден совршен хуманоид како Софија, што ја споменавте, одговара на сложени прашања, комуницира со мала веројатност да дознаете дека зборувате со робот. Па, мислам дека вештачката интелигенција е достигната до едно ниво каде што може да и се верува, но исто така може да се злоупотреби. Знаете дека веќе сите скоро системи се поврзани, односно имаат компјутери во себе, почнувајќи од паметните телефони. Еден персонален компјутер ние сега имаме во нашиот џеп, и секогаш роботиката нели почнува од цели како што се војните цели, каде што би требало на тешки терени да се помага, па потоа се користи во секојдневната употреба. Дори сме до моменти каде што еве на Олимписките игри видовме дека роботи скијаат. Колку беа успешни, но се смеевме на роботите кои што нели почнува и фудбал да играат, па сега имаме нели посовремени роботи и се смеевме кога луѓето пробуваат да зборуваат со робот, но сега еден паметен телефон има вештачка интелигенција, ние можеме да комуницираме и барем да ни помогне како лични асистенти. Така да на се што се смеевме до сега станува вистина, а докаде ќе оди не знаеме. Имаме нели предупредувања од Стивен Хокинс дека мораме да мислиме дали треба да дадеме толку слобода, да речеме, на вештачката интелигенција, дали треба да се плашиме или не, но се е тоа во вид на предвидувања докаде се може да се оди. Локално во Македонија и во Тетово сме далеку од создавање на роботи кои ќе ги гледаме во установите или секојдневието. Сепак со изучувањето на предметите блиски до областа, младите и наставниот кадар имаат можност да ги следат сите актуелности и состојби. Во рамките на нашето училиште постои електротехничката струка, односно профилот компјутерски техничар за автоматика и информатика. Во склоп на часовите се учи програмирање, бидејќи програмирањето нели е основата за креирање на вештачка интелигенција, и паралелно на тоа работиме со секција за роботика, која што има редовно активности. Една од активностите беше и претходната што објаснувавме за учеството на Робома, каде што покрај многу студенти од многу држави учествуваат наши ученици скоро 4 години поред и заедно со нив програмираат роботи. Не сме близко као другите земји, односно нашиот град и условите индустријата што ја имаме не дозволува да имаме се почест контакт со роботиката, но мислам дека не сме ни на нула. Со тоа што еве годинава прво место освоивме во програмирање на еден робот. Претходно исто така имаме освоено во програмирање на исто така сумо робот, значи тоа е еден вид на борба, но сето тоа допринесува да нашите ученици
имаат компетенции со она што им се условите, се разбира такви какви што ги имаме, да напредуваат во областа на роботитиката, односно да имаме луѓе кои што веќе се запознаени и кои што мислат понатаму да продолжат во тој правец. Убаво би било самата општина, односно самата држава да промовира еден таков вид на активности, каде барем со идеи на проекти како би вклучиле роботизација во секојдневниот живот, да речеме во општината каде што живеат, може да се разгледаат работи, односно да ги поттикнеме младите да размислуваат на тој начин и да им стане поблиска таа сфера на живење. Може би еден ден тоа ќе се оствари во вид на проект, па и самиот град и самата држава да има бенефит. Во 2017 година Марио Бојаровски, ученик во Средното стручно училиште Моша Пијаде Тетово, освои прво место на интернационален надпревар за роботика Робомак 2017. Тој беше еден од 50 домашни и 30 странски учесници кои по 6-дневната работилница за роботика ги одмерија силите во финален надпревар. Тимот на Марио беше распределен да изработи програма со која мал робот минува низ лавиринт за најкосо време.